Тоа беше химната на Хрватска, а сега македонската химна. Македонија се раѓа на сонце на слобода. Македонците се борат за гледачите мора да констатирам дека некоректно се однесува во моментите кога беше интонирана химната на Хрватска. Не треба на таков начин да го изразат својот револт кон оние изјави на челниците од Хрватскиот фудбалски сојуз кои не веруваа и не очекуваа дека еве овде во еден ваков прекрасен амбиент ќе се одигра овој надпревар. Треба сите да знаат дека Македонија е мирно подрачје, дека Македонија нуди максимални услови за надпревар и воопшто за соработка. Немаше причини за страв, тоа УЕФА го знаеше и еве доживеавме на денешен ден во овие мигови да го следиме овој квалификационен надпревар. Репрезентацијата на Македонија во мечот против Хрватска ќе почне со овие 11-мина. Со број 1 ќе биде Петар Милошевски, со број 2 Джевдет Шаиновски, број 3 Горан Ставревски, број 4 Милан Стојановски, 5 Игор Саша Николовски, 6 Бобан Бабунски, 7 Ванче Трајчов, 8 Тони Мицевски капитен, 9 Саша Чирич, 10 Виктор Треневски, 11 Артим Шачири. На клупата ќе седат Гого Јовчев со број 12, потоа Захариевски 13, Мемеди 14, Седловски 15, Божинов 16, Гошев 17 и Христов 18. Боите селектор на нашата репрезентација го гледате Ѓоко Хаджиевски. Боите на Хрватска во овој дуел ќе ги бранат Ладич со број 1, Шарич 2, Јарни 3, Солдо 4, Јурич 5, Шимич со број 6, не Симич, туку Шимич, број 7 Асановиќ, 8 Вугринец, 9 Шукер, 10 Бобан, 11 Бокшич, селектор Мирослав Чиро Блажевиќ. Средбата ќе ја води Хју Далас од Шкотска, ова се резервните фудбалери на Хрватска. Не е ни битно, ако влезе некој ќе соопштиме кој е тој. Хју Далас од Шкотска е главен судија, му помагаат Боб Ган и Џон Меккилини, исто така од Шкотска. Делегат е Кис де Бруин од Холандија. И почеток на надпреварот. Почетни моменти, почнува надмудрувањето меѓу двете репрезентации. Асановиќ загубена топката. Саша Чирич, многу очекуваме од него, во Бундеслигата постигна 13 голови, но за жал неговиот Нирберг испадна од првата во втората лига. Пожртвува на игра на Ставревски, настапува во екипата на Загреб, добро ги познава и добро го познават и него противничките фудбалери, особено оние што играат во хрватското првенство. Бобан. Брз против напад, треба да се внимава на противничките фудбалери. Дошле опасни се кога
наоѓаат слободен простор пред себе. Вугринец беше фаулиран. Тој има постигнато инаку 2 гола во досегашниот тек од квалификациите, и тоа двата против Малта. Изведен слободниот удар, можеше да биде опасно, но се добро заврши за голот на Милошевски. На почетокот нема време да ви информирам, сега во оваа пауза да кажам дека на табелата во нашата група води Република Ирска со 6 бодови од 3 средби, Македонија втора исто така 6 од 3, Југославија трета 6 од 2, Хрватска 6 бодови од 3 средби, Малта е без бодови на последното 5-то место. И знаете дека денешниот меч во Даблин меѓу Република Ирска и Сојузна Република Југославија нема да се одигра, зашто југословенските фудбалери не добија влезни визи, но УЕФА е сега на потек и ќе видиме какво решение ќе донесе во врска со овој неодигран меч, дали ќе уследи казна на Ирската фудбалска федерација или пак ќе биде изнајден некој нов термин за одигрување на надпревара. Со број 4 Стојановски, Милан Стојановски игра за Партизан и топката стигнува до Ладич. Полека го организираат нападот преку Шимич хрватските фудбалери. Со број 5 Јурич, тој е либеро во хрватскиот тим. Последен човек во одбраната и командант на одбраната. Бобан би требало да биде главна фигура тука во централниот дел од теренот и главен организатор на акциите на хрватската репрезентација. А еден од креаторите во хрватскиот тим би требало да биде и Алјоша Асановиќ со број 7. Шакири му ја препушти топката на Бабунски. Бабунски од поодамна даут, тоа го прави. Интервенција на хрватската одбрана. И барем за момент опасноста беше од страната Бабунски и тоа ќе биде прв корнер за Македонија. Коба Бабунски беше настојчив и тој е десни стопер во тимот на хрватите, го игра 30-тиот меч за репрезентацијата. И кај нас капитенот Тони Мицевски го игра 30-тиот меч за националниот тим. Шакири повторно ќе изведе аут. И стигнува топката до Ладич. Ладич искусен голман, 36 години има, го брани голот на Кроација. 55-ти пат во националниот тим. Судијата Хио Далас не наседнува на вакви штосови, би рекол. И тоа е топка за македонската репрезентација. Шукер не успеа да избори топка за својот тим. Шукер. Вугринец со број 8 беше, а ова е добро познатиот Бокшич, но од сето тоа ништо, топка до Петар Милошевски. Во нападот на Хрватска, Бокшич, Шукер и Вугринец. Од заднината се придодаваат организаторите на играта Асановиќ и Бобан. Чирич, Шакири. Шакири го бараше својот капитен, но во последен момент спасува Роберт Јарни. Беше добро поставен. Трајчов има одговорна задача, го носи дресот со националниот грб. Во Вардар даде одлични партии пролетва и Хаджиевски се чини добро прави што го уфрли во првата 11-ка. Се подготвуваат да организираат нов напад. Шимич. Тоа се жали да повреда, меѓутоа судијата ништо не досуди. Виктор Треневски
дали виде или не, или пак може би мисли дека симулира нашиот репрезентативец. Во секој случај, топката е исфрлена во аут и да видиме дали ќе му се укаже помош на тренерски или ќе стане, ќе продолжи да игра. Хју Далас доаѓа тука да види за што се работи, дава знак дека нема потреба да влезе лекарската екипа на теренот. Се е во ред со нашиот репрезентативец Виктор Тренерски, кој го игра 14-тиот надпревар за репрезентацијата на Македонија. Инаку настапува за Силекс од Кратово, државниот вице шампион. Повторно мирна игра на одбранбениот ред на хрватската репрезентација, Јурич. И предолга топка, тоа требаше да биде диагонала, но пресилно ја упати оваа топка кон Шукер, па така аут за Македонија. Имаше опасна игра со нога, затоа судијата ја прекинува играта, ќе има слободен удар за Македонија. Шакири, но во аут за Македонија. По десната страна е Дарио Шимич, реков тој е десен штопер, оди на Шакири. Бобан. Брзо додавање на Јарни таму кон Шукер, но повторно грешат хрватските фудбалери, нов аут за Македонија. Игор Саша Николовски игра во Турција за Сакариер Спорт. Шакири брзо, но не беше најпрецизно додавање, аутот го изведе Шимич. Шакири стартуваше на Шарич и сега имаше прекршок во моментите на овој старт. Даниел Шарич, играчот со број 2, настапува за Кроација, 8-ми настап во хрватската репрезентација. И повторно прекршок од Шакири. Спортски му подава рака на Бокшич. Бокшич игра за римски Лацио. Лацио беше втор во шампионатот на италијаните и имаше тука офсайд. Како што се вели, судијата жив го фати Бобан во офсайд. Добра стапица на нашата репрезентација. Треба да се има максимална контрола во одбраната, зашто може опасно да нападнат, едноставно да експлодираат оние напаѓачи на хрватската репрезентација, кој ги предводи првиот стрелец од светското првенство Шукер. Постигна таму 6 голови. Николовски се сплетка, малку му се укажа шанса на Бокшич. Асановиќ и блокада сега. Одлично блокираше Ставревски. Притискаат сега по левата страна хрватските репрезентативци. Може да биде опасно, но тука е Милошевски, брани, шутираше Бокшич. Изминува 11-та минута од првото полувреме на градскиот стадион во Скопје. Македонија Хрватска, квалификационен надпревар за европското првенство, 0-0. Шарич се предомисли, сакаше да го проигра Асановиќ, но топката стигнува до Јурич. Повторно Јурич. Бокшич успеа брзо да стане. Бокшич. Трајчов покрај него. Нова слична акција како претходната на хрватите. Осамен беше Чирич и едноставно не можеше да влезе во дуел со противничките фудбалери. Шимич кој ја освои топката покажува дека е брз играч. Асановиќ. Еве го Шимич, повторно Алјоша Асановиќ.
Игра за Панатинаикос. Дојде во овој клуб во Атина од Неапол. Настапуваше за Наполи. Сите фудбалери се наоѓаат на нашата половина. Најистурен од нашите репрезентативци е Чирич. Очигледна е тактиката на Ѓоко Хаджиевски. Се обрнува поголемо внимание на одбраната, на зацврстувањето на играта во одбраната и во средината од теренот, зашто секое надигрување со искусиот хрватски тим може да биде опасно. Видиме сега, Мицевски. Капитенот Мицевски нафрла, но не стигнува топката до Чирич. Јасмири Солдо. Бобан игра за новиот шампион на Италија Милан и беше еден од најзаслужните за освојувањето на титулата. Бокшич. Бабунски. Дали ќе го проигра Мицевски? Мицевски по десната страна, би требало да се отвори повеќе. Немаше едноставно избор. Бабунски и долга топка до Ладич. Бобан. Бобан е играч со голем радиус на движење, шпарта по целиот терен. Сега премногу веруваше во својот изграден удар и во проигрувањата, па ете сгреши. Бабунски. Шакири. Го пронајде Чирич, но превисоко беше тоа, не можеше да ја скроти оваа топка нашиот напаѓач. Бокшич. Вугринец. Опасен напад, треба да се блокира на време. И добро е. Се добро завршува. Стојановски беше на вистинското место, Стојановски корпулентен играч. Добро затворено, има мака таму со левиот дел од нападот на хрватската репрезентација. Брзоногиот Вугринец им создава доста проблеми на нашите одбранбени фудбалери. Аут за македонската репрезентација. Трајчев. Трајчев нафрла, но Солдо интервенира. Бобан. Асановиќ. Најчести проигрувања меѓу Бобан и Асановиќ. Еден лизгачки старт на Ставревски, без прекршок во нозете на Бокшич. Еве го Бокшич. Подолго време беше повреден и сега како да се фати за половината, направи еден незгоден чекор. Имаше известна пауза, се врати на теренот и сега стои таму. Едноставно не може да се движи. И во овој момент, тоа не го забележувате, легнува на зелениот тепих. Дали ќе биде во состојба Бокшич да го продолжи надпреварот? Фудбалерите не го гледаат тоа. Асановиќ еве се организира, но сега гледа дека не легнат неговиот соиграч Бокшич. Хаджиевски се Плачков и прославениот наш голман Благоја Истатов. Сигурно брзо ќе уследи измената во хрватската репрезентација. Джентлеменски нашите фудбалери им ја враќаат топката на противниците кои мора да изфрлат во аут поради она повреда на Бокшич. Со играч помалку играат во моментиве хрватските репрезентативци. Бокшич е таму на атлетската патека, му се укажува помош. И како да видов знак на лекарот на хрватската репрезентација до Чиро Блажевич дека дефинитивно Бокшич не може да го продолжи надпреварот, па во игра најверојатно ќе влезе Милан Рапајич. Тој беше една од алтернативите за настап овде. Мицевски шутираше, но тоа беше лесен плен за голманот Дражен Ладич.
го гледате нашиот репрезентативец Тони Мицевски. Игра за тенис Борусија од Берлин. Рекордер од овие фудбалери по бројот на настапите во националниот тим. Го игра 30-тиот меч. Шукер и мајсторски. Шукер, мајсторско проигрување на хрватската репрезентација и водство 1:0. Стрелец на голот, играчот од кој што најмногу страхувавме, Вугринец го проигра. Шукер, стрелец на голот, репрезентацијата на Хрватска, која постојано ја градеше својата игра, во 19-тата минута поведува на градскиот стадион во Скопје со 1:0. Го видовте уште еднаш голот на првиот стрелец на последното светско првенство од Франција, Давор Шукер, кој има 31 година, го игра 49-тиот натпревар за хрватската репрезентација. Ова е негов 41-ви погодов за националниот тим. Игра за Реалот у Мадрид, но најверојатно ќе го напушти кралскиот клуб. Трајчов посе изгледа играше со рака, Хју Далас тоа го забележа, ја прекина акцијата. Студен туш во ова топло време на градскиот стадион. Хрватска поведува со 1:0. Од 19-тата минута нашиот противник е во водство, па да видиме сега каква игра ќе спроведе. Корнерот е изведен, но не стигнува топката до Шукер. Во моментите кога се случи онаа повреда, дојде до онаа повреда на Бокшич, како да се олабавија и едните и другите, но повеќе нашите, како да опадна концентрацијата во тие моменти и веќе во наредниот напад хрватите го постигна голот и водството. Шакири, но не треба да се предаваме, треба да стегнеме, треба да се игра, има време. Бобан прави прекршок и веднаш реагира на судиската одлука, немаше право. Судијата гледа се работи за одличен арбитар. Во кого УЕФА и ФИФА имаат максимално доволно. Шакири, Мицевски. Добаваше Чириш, не царираше најдобро, превисоко, предолго. Това беше една долга, висока топка и не стигна до никој. Солдо. Имаат големо искуство хрватските репрезентативци. Нашите го играат 44-тиот надпревар, хрватите 66-тиот. Хаджиевски по 27 пат е на кормилото на македонскиот тим. Во 26 настапи 10 победи, 6 треми и 10 порази. Напад по левата страна, тука е главната опасност на хрватската репрезентација. Нешто мора да се преземе, да се засили таму тој десен одбранбен дел на нашиот тим. Барем засега од таму доаѓа главната опасност. Хрватите, доколку се засили одбранбениот ред таму по десната страна, може да префрлат играта на спротивната страна. Втор корнер. Асановиќ. Фаулиран беше Милошевски. Фаулиран беше нашиот голман Петар Милошевски, кој брани за Трабзонспор. Овој клуб беше четврти во турското првенство. Петар Милошевски, 25 години, го игра 11-тиот надпревар за репрезентацијата. Шајиновски. Трајчов. Никако не им оди центар шутот на нашите фудбалери.
долги, високи топки, но не стигнуваат до соиграчите, туку до противничките играчи и голман. Бобан. Добар потек на Ставревски. Чирич со последни напори до Бабунски, сега Трајчов. Шанса да се мине, да се влезе во 60-никот. Не успева. И сега притисок на македонската репрезентација. Николовски. Шаиновски. Шаиновски се извлекува сега понапред. Шакири може да нафрли. И расчистува Солдо. Повторно Шаиновски. Притисок на нашите фудбалери. Ладич ја прозре намерата на Шаиновски, навреме истрча и интервенираше. Рапаич, кој влезе во игра на местото од Докшич. Требаше да биде пронајден Шукер, но беше тоа непрецизно додавање. Трајчов. Чирич. Дали ќе стигне Чирич до топката? Тони Мицевски. Трајчов може да го проигра, тоа го прави. Шаиновски токму од оваа позиција на Максимир го постигна оној гол за тогаш 2-2 во 55-та минута. Овој пат имаше проигрување, но непрецизно. Хрватската репрезентација има пораз од Република Ирска во првиот меч од таму на гостувањето 2-0, победа против Малта на Малта 4-1 и победа против Македонија 3-2. Нашите реков две победи против Малта 4-0 и 2-1. Шукер ипак фиксираше малку Милан Стојановски, одеше назад напред, но добро заврши ова акција за него. Сепак остануваат во напад хрватите. Може да биде опасно. Доаѓаат во нашиот 16-тник четворица хрватски фудбалери. Шукер е најопасен во овакви ситуации и Вугринец е тука. Се обиде тука Бобан да го изненади нашиот голман, но не беше прецизен. Погледате звониме Бобан, рекорд настапува за новиот шампион на Италија Милан и беше еден од најзаслужните за освојувањето на титулата. Феноменално одигра во последниот решавач за првото место. Бабунски. Трајчов не ја дочека оваа топка, интервенираше Јарни. Цврста е одбраната на Хрватска. Лево е Јарни, поназад се Солдо и Јурич. Десно Шарич и Шимич. Шакири е фаулиран и тоа ќе биде жолт картон за двојката на хрватите. Даниел Шарич, играч на Кроација. И тоа е прв жолт картон. Прв жолт картон доделува шкотскиот судија Хју Далас. За Даниел Шарич, 26 години има, 8 надпревар во дресот на Хрватска. Шакири треба да нафрли. Мицевски, Чирич, Трајчов, сите се таму. Дојде и Ставревски, но топката повторно плен на Ладич. Рапаич, брзоног фудбалер. Добро затвори Николовски. Го блокираше Шукер. Шакири.
Прекршок. Фаулиран беше Треневски. Трајчов. Това беше голема далечина, а не толку силен удар и повторно Ладич без проблеми брани. Го гледате Трајчов. Четврти надпревар за нашиот национален тим. Најмлад во овој состав, 23 години. Бобан. Бобан искусен, 31 година. Продолжуваат налетите на хрватите по левата страна и веднаш потоа се бара Шукер. Ставревски. Горан Ставревски, шести надпревар за националниот тим. Шакири. 21 надпревар за Македонија. Мирно реагираше Шимич и веднаш до Јарни. Сигурно делуваат фудбалерите од одбранбениот ред на Хрватска и оние последни во редот за врска. Солдо. Нема се брза, вратена топка до голманот Ладич. Се игра 30-та минута, почнува да тече 31-та минута, репрезентацијата на Хрватска со голот на Шукер. Во 19-та минута води со 1:0. Милан Стојановски ја смирува топката. Трајчов. Шаиновски. Пред него е Бобан. Повторно Трајчов. Бобан блокираше и се избори за оваа топка. Рапајч. Повторно го бараше Шукер. Тоа ќе биде трет корнер за репрезентацијата на Хрватска. До сега трите корнери ги изведуваше Алјоша Асановиќ, искусен фудбалер. Го забележувам сега, тој оди повторно таму кај аголот. Креатор на играта на хрватската репрезентација инаку. 53-тиот надпревар го игра за хрватскиот тим. Јарни бараше топка, но не ја доби. Асановиќ сепак ќе нафрли. Тоа го прави. Бобан немаше најизградена позиција за шут. Се обидува и Чирич и Треневски некако да ја прифатат топката, но не успеа. Стојановски како да му попречи во еден момент сонцето кое му биеше право во очите. Ладич има одлична контрола. Постојано е подготвен за интервенција. Се работи за еден исклучително искусен голман. Шакири. Фаулиран беше Бабунски, а фаулираше Асановиќ. Алјоша Асановиќ, играч на Панатинаикос. Прекршок врз Трајчов, ми се чини на него налета Роберт Јарни. Просто е неверојатно еден толку искусен фудбалер како Јарни да изведе еден ваков напад. При тоа и самиот да се повреди. Судијата Далас од Шкотска донесе исправна одлука. Сега и Николовски доаѓа во 60-тикот право во рацете на Ладич. Милан Стојановски последен во одбраната. Успеа некако да
исконтролира оваа топка. Шакири. Шаиновски. Трајчов. И не успева да стигне Трајчов. Пресилна топка за него. Гледачите не се задоволни од она што го прикажуваат македонските фудбалери во овој период од играта. Меѓутоа, во овие моменти треба да им се даде поддршка на нашите избраници. Сепак, треба да се има предвид фактот дека играме против третопласираната репрезентација од светското првенство. Треба да бидеме објективни. Колку и да сме патриоти и да ја сакаме победата, сепак се работи за еден навистина силен противник. Но во никој случај не треба да се попушти. Напротив, треба да се игра стегнато и концентрирано во текот на целиот меч. Трајчов. Мицевски. Топката излезе во аут. Аут за репрезентацијата на Хрватска. Асановиќ. Јарно. Го бараше Бобан, го пронеде по грешката на Мицевски. Опасно влезе таму Шукер, но блокираше Ставровски. Го очекуваше овој влесташ. Ова е четврта квалификациона средба за Европското првенство едната година, што играат и нашите и хрватските репрезентативци. Асановиќ. Шарич. Јурич. Јарни. Го бараше Бобан. Стигнува топката до Петар Милошевски. Шаиновски. Чирич. Може да проигра со Треневски. Прекршок прави Треневски. Во жарот на борбата фаулиран беше Шарич. Јарни. Рапаич. Сега повторно во напад хрватските фудбалери. Милан Рапаич кој влезе на местото од Бокшич. Игра за Перуџа. Тој го игра седмиот натпревар за репрезентацијата. Тема постигнато голови покажува дека се работи навистина за еден одличен фудбалер. Бобан. Преднава беше Тони Мицевски, сега Трајчов. Диагонала. Пресилно за Треневски. Вратена топка до Ладич од Јурич и повторно Јурич. Солдо. Искусни се хрватските фудбалери. Воопшто не ги фаќа паника во оние покритични моменти. Добро интервенираше Ставровски. Шукер. Малку срекно дојде топката до него. Или тој до топката, како сакате. Сега да видиме како ќе се одвива оваа акција на Игор Саша Николовски. Трајчов по десната страна. Може да се нападне сега. Четворица наши фудбалери во нападот, но сето тоа ништо. Трајчов во решавачкиот момент не се следе најдобро, најподготвен. Веројатно го оптовари и фактот што се најде во првата 11-ка. Тоа е голема одговорност за еден млад фудбалер. Младич до Јурич.
Шимич, Солдо, Јарни. Јарни може да биде опасен кога влегува и се пробива кон 16-никот. Асановиќ, мерно до Солдо. Солдо настапува за Штутгарт, игра во Бундеслигата, 31 година, искусен играч. Вугринец, тој пак игра во Трабзонспор заедно со Милошевски. Давор Вугринец. Се ближи крајот на првото полувреме на градскиот стадион во Скопје. Хрватска води со 1:0. До крајот уште 5,5-6 минути. Ќе има и продолжение заради прекините, тоа ќе го видиме подоцна, кога ќе покаже четвртиот судија Џон Роутен. Четврти корнер за хрватската репрезентација. Рапајќ. Шакири може мирно да ја избие топката, да се ослободи малку од притисокот нашиот тим. Ќе уследи сигурно нов напад сега на хрватската репрезентација. Аутот беше изведен од Шарич. Николовски стигнува пред Бобан. И тоа беше единствено решение, беше премногу затворен таму во аголот, па подобро аут од корнер. Шарич во Бобан, Бобан во офсайд. Така покажува судијата Боб Ган. Вториот помошник е Џон Меккилини. Двајцата заедно со главниот судија Далас, тројцата од Шкотска и четвртиот судија од Шкотска. Одлично го водат овој надпревар шкотските судии. Шаиновски. Ставревски. Шакири. Со долги топки се обидуваат нашите фудбалери да го проведат Чирич. Тешко успеваат во тоа. Има моменти кога го пронаоѓаат, меѓутоа тој не е во позиција да стори нешто повеќе. Аут за Македонија и судијата Хју Далас дава знак дека треба да влезе физиотерапевтот на хрватската репрезентација. На повреда овој пат се жали Горан Јурич, фудбалер на Кроација. Реков некаде на почетокот од мојот коментар, командант во одбраната на својата репрезентација. Го видовте моментот кога силно ја избива на топка и дојде до повредата. Јурич игра на позицијата на либеро, го игра 15-тиот надпревар за хрватската репрезентација. Има исто години колку и голманот Ладич, 36. Поглед на јужната, на централната трибина на градскиот стадион во Скопје, која е исполнета до последно место, но гледачите се мирни, гледате, нема возбуда. Мирно ги следат овие завршни минути од првото полувреме, во кои што нашите се обидуваат нешто да скорат, да стигнат до 16-тикот на хрватската репрезентација, но тоа тешко им оди. Хрватите водат со 1:0. Шаиновски. Ставревски. Шакири. Шаиновски. Милан Баран Чирич. И сега шанса за брза контра преку Бобан на хрватската репрезентација. Шакири фаулираше одзади и тоа ќе биде картон, да, жолт картон за Шакири, прв жолт картон во нашата репрезентација. Инаку вторна надпреварот, првиот го доби Даниел Шарич од хрватската репрезентација. Бобан и Шакири, спортски поздрав. Ова е спортска, фудбалска борба, има вакви дуели, но да нема потешки повреди. Се работи сепак за професионалци кои токму
својата екзистенција ја бараат во фудбалот. Шарич. Погон до Шарич, двојно проигрување. Борбеноста на Шакири се исплатеше. Освоена е топката. Тече 45-та минута од првото полувреме. Очекуваме да видиме колку ќе има продолжение во овој прв дел. Стојановски. Шаиновски до Стојановски. Стојановски до минатата сезона, кога играше за Пролетерот Зрењанин, до доаѓањето во Партизан, играше во шпицот на нападот, но тренерот Тумбаковиќ го прекомандува и почувствува дека местото му е назад во одбранбената линија и сега игра на таа позиција. Инаку на почетокот и во македонската репрезентација играше во шпицот на нападот. Сега последен таму во одбраната. Интервенција на Јарни. Трајчов го добива дуелот, немаше прекршок. Повторно Трајчов. Овој пат ја губи топката. Асановиќ мора да изврши некои корекции во играта на нашиот тим. Ѓоко Хаджиевски, тоа значи дека треба и да измени некој од фудбалерите. Мора да се игра по-живо, по-организирано, по-опасно. Бобан. Интервенција на Петар Милошевски, правовремена. Пред Рапајќ стигна и пред својот капитен Мицевски. Бабински. До Трајчов. Шаиновски. Го бараше Черич, повторно висока топка. Не знам, не им стана јасно на нашите фудбалери дека со долги високи топки не можеме да ги добиеме дуелите со цврстата и висока хрватска одбрана. Една минута продолжение, така покажува Џон Роутен, четвртиот судија, кој исто така доаѓа од Шкотска. Значи се ближи крајот на првото полувреме. Мирно е на градскиот стадион, го нема она почетно урнебесно навивање, голот како да ги пресече гледачите, но треба до крај да им се дава поддршка на нашите фудбалери. Асановиќ. Рапајќ. Артим Шакири. И во овој момент, крај на првото полувреме, така означува Хју Далас од Шкотска. Репрезентацијата на Хрватска со голот на Шукер во 19-та минута води со 1:0. Што се губи со 1:0, треба да се одигра уште едно цело полувреме, треба да се засили средината на теренот во нашиот тим, па можеби ќе тргне и на поарно. Забележуваме една измена, има извршено. Хаджиевски во игра е со број 16 Ристо Божинов на местото, колку што можам да забележам, од десетката Виктор Трет. Ке игра во нападот, значи го засилува нападот нашиот селектор, но да видиме дали ќе се засили средниот ред, дали ќе биде поорганизиран, па да може да стигнат топките до нападјачите, до Чирич и до Божинов. Бабунски. Шаиновски. Добар поток на Чирич и тоа ќе биде топка за македонската репрезентација. Не знам дали кажав на почетокот, младата репрезентација на Хрватска попладнува во Кратово, ја совлада соодветната селекција на Македонија со 2:0. Смое и леко беа спречени во водата на 37-та минута. Значи не успеавме да им се реваншираме на младите хрватски фудбалери за оној пораз во Сиса. Божинов.
Мицевски, аут за Македонија. Инаку Ристо Божинов е искусен играч, има 30 години, настапува за Гутерслох во Германија. Мирно реагираат во одбраната, како воопшто да не ги возбудуваат овие напади на нашите репрезентативци, хрватите од одбранбениот ред. Реков неколку пати, се работи за исклучително искусни фудбалери кои имаат прогрмено многу вакви мечеви. И нешто друго оди во прилог на хрватската репрезентација, за разлика од нашата, хрватите имаат многу повеќе пријателски надпревари во оваа година, например 4, а нашите само 1, и тоа против Албанија во Тирана во февруари, кога загубивме со 2:0. Хрватите игра со Данска, во Сплит загубија со 1:0. Потоа со Грција во Атина загубија 2:1, со Италија во Загреб 0:0. И последниот меч го има против Шпанија во Севиља на Олимпискиот стадион, на кој што ќе се одржи во август светското атлетско првенство. Шпанците победија со 3:1. И тоа е многу битно, да се има што повеќе меѓународни надпревари заради она неопходно искуство. Рапаич влезе на местото од Бокшич во 18-та минута. Бокшич беше повреден, а во 19-та минута го примепе голот. Божинов и Черич во нападот, веднаш заднив Мицевски, значи тој треба да ги храни како последен со топки. Зад него е Бабунски и Трајчов, а по левата страна и Шакири, значи оваа тројка ќе биде во редот за врска, заедно со Шаиновски, кој како четврти ќе се приклучува. Шаиновски загуби една топка и мораше да фаулира. Шукер беше фаулиран. Слободниот удар ќе го изведе Асановиќ. Вечерва, да подсетам, требаше да се одигра и мечот меѓу Ирска и Југославија во Даблин, но југословенските фудбалери не добија визи, па средбата е одложена. А нашите веќе в понеделник патуваат за Ирска, в среда во Даблин играме со репрезентацијата на домакинот. Јарни. Трајчов. Шанса за против напад. Бавно го направи некако тоа Трајчов. Премногу е импресиониран од овој настав во националната репрезентација. Во вакви ситуации во Вардар просто лета, но треба да се има предвид дека против себе пак нема фудбалери од оној калибар како оние кога игра во Вардар и кога противници се рекламираат пенал нашите фудбалери. Кога противници се клубовите од Македонската фудбалска лига. Шукер и Шаиновски има мала дискусија и влечење тука на атлетската патека, играта продолжува. Гледачите бара најстрога казна, сметаа дека Солдо играше со рака во своја 60-тник. Треба да се игра. Николовски, Мицевски, Шакири, Мицевски. Некако подобра организација во играта на нашиот тим. Бабунски, Шаиновски може да распали од оваа далечина. Шаиновски реков и во првото полувреме токму од прилика од една ваква дистанца го постигна голот на Максимир. Го гледате со број 2 Шаиновски, тука и Бабунски. Доаѓа и Шакири. Шакири има добро изграден удар, шут. Ова беше моментот кога беше направен прекршокот. Сега тројца фудбалери од македонската репрезентација, Шаиновски и Шакири, се договараат нешто, да видиме
дали ќе му ја поттурне топката Шакири на Шаиновски или Шакири ќе бие, но него изненадува Ладич. Очекуваше ваков удар и добро интервенираше хрватскиот голман. Асановиќ пожртвува да игра на Шаиновски. Асановиќ превисоко ја дигна ногата. Судијата Хју Далас тоа го забележа и ја прекина играта. Трајчов. Сега треба да се напаѓа. Каква грешка на Трајчов. Навистина премногу е импресиониран од овој настап. Требаше да биде проигран Тони Мицевски. Прекршок на Бабунски и тоа ќе биде жолт картон за него поради напад на противнички играч одзади. Ваков прекршок се казнува и со жолт картон. Судиите редовно го санкционираат ваквиот старт на фудбалерите. Втор жолт картон во македонската репрезентација. Првиот за Шакири во првото полувреме. Сега организираат напад хрватите. Многу брзо се отвораат. Пред Рапајич интервенираше Милан Стојановски и тоа ќе биде петти корнер за Хрватска. 4 во првото полувреме, ова е прв корнер во вториот дел. Повторно кај аголот доаѓа Алјоша Асановиќ, специјалист за изведување на корнери. Јарни добива прекрасна топка и среќа. Имавме среќа, Бобан беше непрецизен. Бобан некако со шпиција зафати оваа топка и не беше прецизен. Сакаше по се изгледа да и даде едно надворешно ефект, ќе видиме. Да, токму така, меѓутоа не го изведе ударот како што треба. И добро е што беше така. Останува 1-0 за Хрватска со голот на Шукер, постигнат во 19-та минута. Се игра 10-та минута од второто полувреме на градскиот стадион во Скопје пред околу 14.000 гледачи. Во евентуално да се изравни резултатот, Черич излегува надвор од теренот, следен од докторот Душко Милевски. Не се работи, забележувам, за некоја посериозна повреда и еве веднаш се враќа во теренот, продолжува да игра. Божинов. Аут за Македонија, Шакири. Добараше капитенот Мицевски. Шарич ја губи топката и прави прекршок. Прави прекршок, слободен удар, нешто како скратен корнерски. И во 16-тникот се сите фудбалери на хрватската репрезентација. Еве го и Ставревски доаѓа во 16-тникот. Да видиме, имаше тука шанса Стојановски да стигне до топката, но избоксува Ладич. Аут. Шаиновски изби топката во аут. Бобан. Асановиќ ја загуби топката. Чирич. Божинов е одморен. Доаѓа топката до Чирич. Ова е позиција од која бие. Има постигнато многу голови во Бундеслигата, дури 13. Повеќето и од оваа дистанца, но овој пат не биеше најдобро. Рапајич кој го замени Бокшиш и им задава големи проблеми на нашите одбранбени фудбалери. И видете, покрај двајца наши фудбалери, Рапајич среќа, добра интервенција на Милошевски, веднаш потоа и на Ставревски, и хрватите не искористуваат оваа шанса. Шанса за против напад. Николовски. Трајчов. Божинов. Не ја зафати топката најдобро. Божинов и натаму. Трајчов.
Добар центар шут и штета, малку недостигаше. Штета, малку недостигаше Чирич да ја зафати оваа топка. Жевнува играта на нашата репрезентација, се буди гледалиштето. Офанзива на македонската репрезентација. Сите хрватски фудбалери на својата половина, би рекол и во својот 16-тик. Само Шукер е надвор. Притисок, Мицевски. Трајчов не ја прифати топката. Рапаич и расчистува за да земе здив неговата репрезентација. Притисок на македонските фудбалери. Вака да продолжиме. Подобра организација во средината на теренот и веднаш се гледа тоа, станува играта поопасна. Внесе живост во нападот Божинов, ми се чини дека беше фаулиран, но Хју Далас не ја прекина играта. Шејновски не стигна до оваа топка. Бобан назад до Јурич. Аут. Шанса за нов напад. Шариш не ја скроти топката. Бабунски. Шакири. Мицевски. До Шакири може да центрира освртување. Беше блокиран од Јурич. Последниот играч во одбраната на Хрватска. Пожртвувана игра на Шакири и добива аплаузи од гледачите. Ги има 14.000. Температурата се спушта, времето малку засвежува, инаку на почетокот некаде околу 30 степени. Со фаул беше сопрен пробивот на Асановиќ. Измина 15 минути од играта во второто полувреме, значи тече 61-та минута од надпреварот. Хрватска со голот на Шукер во 19. Сметаат дека Бабунски требаше да остани во игра, на негово место влегува Срđan Захариевски. Захариевски, кој е член на Штутгарт, но не е стандарден првотимец, да видиме како ќе одигра во нашата репрезентација. Бабунски и Треневски се фудбалерите што беа сменети досега на нивно место. Најнапред Божинов, а сега и Захариевски, и во овие моменти невкусни дофрлања од гледачите до нашиот селектор. Не треба вака да се навива, треба да им се дава поддршка на сите наши вклучени во фудбалскиот погон. Чирич до Шакири. Шакири знае да центрира од оваа позиција и тоа мощно добро. Асановиќ ја смирува топката. Често доаѓа тука во одбраната. Шукер. Најнапред ја доби битката со Стојановски, но пресече Захариевски. Трајчов. Божинов. Го има Захариевски. Тука имаше проигрување на мала дистанца. Така не може да се игра против еден вака силен состав. Николовски. Назад до Петар Милошевски. Николовски, Ставревски. Со крајни напори спасува Шакири. Покрај Шакири е Шарич. Захариевски пресилно до Шакири. Захариевски е одличен техничар. Ставревски борбен, пожртвуван. Шакири. Чирич го губи дуелот со Бобан, прави прекршок. Бобан. Така треба да се игра борбено. Божинов. И стигне сигурно покрај него Солдо. И Солдо го
фотографираше, судијата дава предност, добро постапи сега да предност! Не. Забележувам Боб Ган дава знак дека бил во офсет нашиот репрезентативец. Штета. Ова се случи во 19-та минута од второто полувреме, во 64-та минута. Прекрасна шанса, на вистина штета. Меѓутоа треба да им се верува на судиите. Боб Ган, го гледате, го крена знаменцето и во истиот момент кога шутираше Трајчов, забележавме дека покажува оти тоа е офсайд. Штета. Измена и во хрватската репрезентација. Чиро Блажевиќ ќе го уфрли во игра Влаовиќ и тој е брз играч, може да биде опасен. Играта ја напушта Асановиќ или не? Може би ќе излезе Шимиќ кој подкривнува или Вугринец. Вугринец ја напушта играта. Инсектите се плашат од пипсовиот дух. Нудена во првото полувреме кога се повреди Бокшич, а сега Влаовиќ во игра на местото од Вугринец. А место Бокшич влезе Рапајич. Влаовиќ игра за Валенсија. Негов 39-ти настап за репрезентацијата на Хрватска. Захариевски сакаше да го проигра Чирич. Шукер. Долга топка до Милошевски. Сега и хрватите не функционираат баш најдобро. Може би поради тоа Чиро Блажевиќ ја изврши оваа измена. Влезе во игра Влаовиќ, еден многу брз играч. Веројатно на тој начин сака малку да ја изфрли од ритам нашата игра со брзите налети и евентуални налети на Влаовиќ. Шаиновски во негов стил добро шутираше, но за малку непрецизен. Джевдет Шаиновски игра за Нец Неймеген во холандското првенство. 26 години има, по 3 дена ќе има роден ден. Го игра 17-тиот надпревар за националниот тим. Николовски. Трајчов. Мицевски. Мицевски во сендвич меѓу двајца противнички фудбалери, ја загуби топката. Влаовиќ и тој греши. Мицевски, Божинов. Шаиновски се почесто тука од каде што може да бие, се бори за позиција за шут. Мицевски, Шакири, притисок на нашите фудбалери. Божинов ја загуби топката и во следниот момент фаулираше. Времето тече, можеме да бидеме задоволни од оно што го покажуваат во второто полувреме нашите репрезентативци. Дваесет и третата минута од вториот дел е во тек. Трајчов како да влегува во ритам. Се разигрува во овие моменти Трајчов, посигурен, како да минал на треба и Чирич со глава. Еве аплаузи стигнуваат до нашите репрезентативци. Се поопасни, а со расширени раце, хрватските фудбалери, како да се прашуваат што е ова и меѓу себе го бараат виновникот за тоа што нашите доаѓаат во ваква позиција за шут. Да видовте тоа уште еднаш, можеше да биде опасно за Ладиќ. Ставревски во аут.
Тој го чува Влаовиќ, а ваму десно Трајчов оди на Рапајич. Сега Стојановски му дава знак да му го препушти Рапајич, тој да оди понапред. Шукер. Влаовиќ се обиде нешто да стори, не успеа. Тука не беше внимателен нашиот голман. Тоа беше вратена топка и никако не смееше да ја прифати со раце. Еве мала деконцентрација и сега ќе имаме индиректен удар. Вакви сцени ретко гледаме на фудбалските терени, но еве дојде и до тоа. Индиректен удар може да биде опасно. Бобан е таму, Рапајич, Шукер. Во голот директно не смее да се бие или може да се бие, но топката треба да допре некој од играчите. Само во тој случај, ако заврши во мрежата, голот може да биде признат. Едно проигрување, еден допир мора да има. Бобан премногу сакаше. Се сплетка на крајот, се добро заврши за нашата репрезентација. Захариевски, напред Божинов оди, да видиме Захариевски како ќе заврши акцијата, беше турнат и фаулираше Солдо. Повторно Захариевски, повторно овој пат ја губи топката. Рапајич, Влаовиќ, реков многу брз, треба да се внимава на него. Влаовиќ и одлично интервенира Николовски. Браво! Одиме сега во напад. Трајчов. Божинов. Шаиновски. Шаиновски до Божинов. Треба да се игра, да се внимава, да се контролира топката цело време. Шаиновски. Шаиновски до Чирич и гледате панично ја изфрлаат хрватите. Тоа беше Шарич, топката во корнер. Втор корнер за македонската репрезентација. Шакири ќе го изведе. Станува возбудливо, притискаат нашите фудбалери, се борат да го израмнат резултатот. Мицевски. Шаиновски, дали ќе бие? Прекрасно го направи тоа, почувствува дека Ладич излегува, сакаше да го лобува. Малку не достигаше Ладич да биде изненаден. Шаиновски, гледате и самиот се нервира за овој шут, но фудбалски тоа го направи. Ладич дегажира. Шукер. Главно ориентирани на одбрана хрватските фудбалери во ова второ полувреме, со повремени контри преку Рапајич, Шукер и во последно време Влаовиќ се обидуваат да стигнат до голот на Милошевски. Шести корнер за Хрватска. Ќе го изведе Асановиќ, не го забележуваме многу во второто полувреме, има повеќе една тактичка улога да ги затвора приодите кон својот гол, помалку е во контакт со топката. Еве шанса да го видиме и во контакт со топката, ќе го изведе овој корнер. Треба да се внимава на Шукер. Расчисти Ставревски. Мицевски кон Божинов. Солдо. Влаовиќ, Шукер. Николовски извореден во второто полувреме. Главен играч во нашата одбрана. Шакири. Шаиновски. Проигрување меѓу поранешните клубски другари. Шаиновски, Николовски, Шакири. Сите во еден период игра во Вардар. Мицевски. Десно е Трајчов. Трајчов дали ќе оди по десната страна? Не. Мицевски. Повторно Трајчов. Трајчов е сопред од Асановиќ. Убаво го одигран. Се повеќе се ослободува Ванчо Трајчов и
се посигурен, за разлика од она прво полувреме. Мина тремата и сега станува опасност и за противничкиот гол. Шајновски. Ладич интервенира, топката паѓаше тамо на петерецот, тоа е негов простор и нормално беше да интервенира. Влаовиќ. Влаовиќ и Рапајич, најсвежи во хрватскиот состав. И прекината играта, интервенираше Шимич, но претходно прекин. Мала расправа, дискусија, нема потреба за ова. Дарио Шимич 23 години има, тој е најмлад во овој состав, што е на теренот во хрватската репрезентација. За оние што се вклучија подоста во преносот, да кажам дека е ова квалификационен надпревар од 8-та група за Европското првенство идната година во Холандија и Белгија. Хрватска со голот на Шукер води против Македонија со 1:0. Во 64-та минута имаше еден поништен гол, оправдано би рекол, за Македонија, бидејќи Трајчов беше во офсайд. Шајновски. Трајчов. Аут за македонската репрезентација. Мина 30 минути од второто полувреме. Се игра 76-та минута и тоа беше лош центар на Трајчов. Како да спласна оној притисок на нашите фудбалери, почетен притисок во второто полувреме, кој траеше во еден подолг период. Меѓутоа желбата да се успее да се постигне што поповолен резултат е присутна. Стојановски до Николовски. Николовски бара да одат напред неговите фудбалери. Шакири офрлува Шакири, го бараше Божинов. Влаовиќ. Борбена игра на Станевски. И Шимич таму расчисти до Шарич. Слободен удар за репрезентацијата на Хрватска. Влаовиќ беше фаулиран. Со број 5 Горан Јурич, фудбалер на Кроација. Ставревски за сега одлично ја извршува својата задача. Тој настапува за прволигашот Загреб, од Загреб. И тоа ќе биде топка за нашиот голман Милошевски. Шукер е последен ја допре топката. Немаше право да бара корнер. Стојановски. Мицевски. Покрај него е Солдо. Не можеше ништо да стори нашиот капитен. Солдо добро затвори, блокираше и сега Ладич ќе ја исфрли топката кон своите напаѓачи. Времето минува. До крајот уште 2-13 минути. Ладич.
Асановиќ. Захариевски се обидуваше да му одземе топката, при тоа според судијата Хју Далас прави прекршок, па играта е прекината. Чиро Блажевич го гледате, со внимание го следи развојот на настаните на теренот. Неговата репрезентација води со 1:0, но се уште победата не е сигурна. Нашите играат борбено и многу поорганизирано, особено во средниот ред. Мицевски, Трајчов, Стојановски, Мицевски, Шаиновски, Ставревски, Шакири. Долга акција на македонската репрезентација. Расчисти Јурич. Шаиновски. Чирич, Захариевски. Божинов се обиде да стори нешто, но тоа е простор во кој што господар е голманот Дражен Ладич. Искусен репрезентативен голман, 36 години има. Рапајич ја губи топката, немаше прекршок, чисто ја одзеде Стојановски. Шаиновски го бараше Чирич. Асановиќ. И натаму Асановиќ. Влаовиќ не успеа да го проигра Рапајич. Против напад Захариевски, долга топка до Божинов. Интервенција на Солдо, сега Јарни. Судијата Мек Килини покажува дека еден од нападачите на Хрватска, се чули дека тоа беше шутер во офсет. Трајчов ја напушта играта, во игра Гоце Христов. Фудбалер кој знае да го загрози противничкиот гол. Се сеќаваме на оној негов погодок против Ирска. Христов игра за Барнсли. 23 години има. Изврши 3 измени нашиот селектор. Каква радост на градскиот стадион во Скопје. Туку што влете ги изненадува. Погледнете. Радост. Нашите успеваат, изравнуваат 1-1. Каква радост овде на градскиот стадион. Македонија, Хрватска 1-1. Ке го видиме ово уште еднаш. Току говорам за Христов, кој знае да го загрози противничкиот гол. И говорам за оној негов гол против Ирска, а еве еден многу посладок, еден многу поубав гол сега во мечот со Хрватска. Македонија изравнува на 1:1. Гоце Христов во моментите кога ги направи првите чекори на теренот, успеа да го совлада голманот Ладич и да ни донесе голема радост овде на градскиот стадион. Тоа се случуваше во 35-та минута од второто полувреме. На 10 минути пред крај, значи во 80-та минута, Македонија со голот на Христов го изравни резултатот. Воодушевување на стадионот. Сега сигурно хрватите ќе притиснат, ќе се обидат повторно да ја вратат предноста, но верувам дека нашите фудбалери ќе се борат, нема да им дозволат да дојде до тоа. Станува возбудливо, драматично овде на градскиот стадион. Чирич, правовремена измена на селекторот Хаджиевски, во вистински момент Гоце Христов во игра. Мицевски, долга топка, диагонала една и интервенција на Ладич. Сега сите го барат Гоце Христов во 16-ликот. Какви возбудувања, радост, 1-1 против трето пласираната екипа од последното светско првенство.
Сега треба да се игра, да се стегне играта пред голот, да не им се дозволи на хрватите да се пробиваат и да стигнуваат до 60-никот. Асановиќ. Се отвораат хрватите. Но борбената игра на македонските репрезентативци продолжува и можеше да биде критично. Можеше да биде критично. Шукер сега веројатно ќе стапи на сцена, се обидува тоа да го стори, но сигурно ќе биде добро чуван. Милошевски се фрли со крајни напори тамо, топката заврши покрај стативата, корнер седми за репрезентацијата на Хрватска. Се играат последните 10 минути од овој надпревар. Повторно ќе биде изведен корнерот. Го гледате Гоце Христов. Се добро се заврши и истрча нашиот голман. Но сега Христов ќе одзе дома, топка оди во напад. Се обидува да мине меѓу Јарни и Солдо. И судијата покажува оти во моментот кога падна Христов, ја допрел топката со рака и играта е прекината. Гоце Христов ни донесе многу радости во на 80-та минута. Одлично блокираше Шаиновски. Захариевски напред. И не можеше да стигне овде. Не можеше да стигне Божинов. Беше пресилна топка. И сега Јарни се лути на судиската одлука. Не се согласува со Хју Далас. Смета дека тоа треба да биде топка за него, но Хју Далас постапува онака како што диктираат фудбалските правила. Му доделува жолт картон на Роберт Јарни. Втор жолт картон во хрватската репрезентација. Даниел Шарич го заработи првиот во првото полувреме. Втор жолт картон за овој приговор и ваквата реакција на Јарни. Череч до Захариевски. Захариевски се подготвува за удар. Ладич брани. Не ја зафати најсилно оваа топка. Асановиќ. Се разборува борбата, топката се префрла брзо од едниот до другиот 16-ник. Одиме во напад, Чирич. Божинов и Гоце Христов се тука. Чирич ја смирува играта. Божинов, лево е Шакири, бара топка, дали ќе ја добие? Ја добиват, треба да нафрли сега Шакири. Гоце Христов е на пеналтикот, легува и тоа беше шанса, не успеа да прифати топката. Каква драма, возбудување. Можевме да поведеме со 2:1. Треба да притиснеме. Делуваат некако загубено хрватските репрезентативци во овие моменти. Бобан сака малку да ги ослободи од притисок од своите фудбалери. Не треба да се заборави, против себе ги имаме хрватите кои може да бидат опасни. Треба да се игра внимателно. Николовски за секој случај беше тука и ја исврла топката во корнер. Во 60-никот го гледате и Захариевски. И тој има еден голем радиус на движење, постојано трча напред-назад, а сега Чиро Блажевиќ ќе изврши третата измена. Од игра излегува Асановиќ, во игра влегува Игор Бишчан. Трета измена, Бишчан во игра, Асановиќ надвор. Го освежува тимот и добра интервенција на Милошевски. Ова беше единствено што можеше да стори, да ја острани опасноста од пред својот гол. Шакири. Захариевски ја губи топката. Комбинираат хрватите. Јурич. Повторно Јурич. Лево е Јарни. Влаовиќ е проигран. Го бараше Рапаиќ. И тоа ќе биде топка за македонската репрезентација. Го гледате Шакири, веднаш дотрча тука, ја прифати топката. Времето минува.
Имаме, би рекол, супер резултат во мечот со Хрватска, 1-1, иако играме на свој терен, играме против трето пласираната екипа од шведското првенство, тече 44-та минута од второто полувреме. Влаович. Одлично, зелена топка и против напад. Николовски изворедно реагираше. Гигец одлично одигра. Чирич, Шакири сега дали ќе оди на дриблинг. Се обиде тоа да го стори, почувствува дека ќе дрибла, но немаше сила да мине тука покрај својот чувар Шарич. И ова е прекршок. Судијата Хју Далас бара играта да биде мирна, да не се оди толку остро на моменти и грубо, и сега доаѓа таму еден од нашите фудбалери, лежи на теренот, се жали на повреда, добива грч. Тоа е Мисечини Николовски, многу истрча во второто полувреме. Мисечини дека беше нашиот најдобар играч во вториот дел, завладеа со одбраната, помагаше во средниот ред и учествуваше во организацијата на акциите на нашиот тим. Игор Саша Николовски одлично одигра. Одличен беше, многу истрча и Милан Стојановски. Сега бара Николовски да влезе. 4 минути ќе има продолжение, така покажа Џон Роутен, четвртиот судија. Инаку регуларното време во овој момент измина. Измина оние 45 минути од вториот дел. Не успеа Христов да ја скроти топката, но не му се лутиме, ни приреди големо задоволство само да издржиме, а може да изведем уште некој атак. Николовски се враќа во игра, еве во овој момент и официјално покажува четвртиот судија дека ќе има уште 4 минути продолжение. 4 минути продолжение, 1-1 на градскиот стадион, Шукер во 19-та минута, 0-1, 1 Христов во 80-та минута, Чирич, Николовски, Ставревски, превисоко беше тоа, Јадич ја испушти топката, но ништо не можеше Божинов да направи. Бобан до Бисчан, играчот кој влезе последен во игра. И еве сега Шејровски му е одзема топката, да видиме дали ќе одат во напад нашите. Фаул врз Чирич. Прекршок врз Чирич, ќе биде изведен слободен удар, времето минува. Македонската репрезентација има поволен резултат. Ако некој прашаше пред надпреварот дали ќе бидеме задоволни со 1-1, како не ќе одговоревме против Хрватска, тоа е одличен резултат, го имаме тој резултат. Борбеноста се исплатеше, добро заигра во второто полувреме нашите репрезентативци, се чувствуваше дека ќе сторат нешто. Времето полека минува, ја смируваат играта избраниците на Ѓоко Хаджиевски. И сега аут за Хрватска, аутот е изведен, Солдо. Јарни. Последна минута од продолжението, уште 30 на секунди. Бобан. Не треба да се дозволи да се шутира кон нашиот гол, треба да се блокира. Шакири никако да влезат во 16-никот. Не смеат хрватските репрезентативци, може да бидат опасни. Добро е, блокираше тука Ставревски. Браво, одлично одигра во овие моменти. Две блокади во најкритичните моменти. Колку е тешко во овие моменти. Еве нов притисок на хрватите.
сигурно ќе издржиме. Имаат срце нашите момчиња. Борбена игра. Сега ние ќе одиме во напад. Оние 4 минути според мојот часовник измина и во секој момент очекуваме Хју Далас, судијата од Шкотска, да даде знак за крај на овој надпревар. Тешко е во овие моменти. Треба да биде изфрлена топката далеку од нашиот гол на половината на Хрватите. Шакири тоа го прави, долга топка, ги бараше тамо Черич и Божинов, се приклучи Гоце Христов. Вратена топка до Ладич, забележувам, погледнува Хју Далас на часовникот, кога конечно ќе освери крај. Еве во овој момент крај, радост за нашите репрезентативци и за гледачите. Македонската фудбалска репрезентација можеби го избори својот најдобар резултат во квалификациите против една Хрватска.